Нулта толеранција за корупцијата, поддршка за граѓаните кои ги пријавуваат корумптивните дела. МВР преку дигитализација ќе се бори против корупцијата во своите редови, но и во сите институции. Во план е да се стави во функција веб страница преку која граѓаните ќе можат анонимно да пријавуваат, но директорот на БОЕБ Александар Јанев вели дека имаат и механизам како да се препознаваат лажни пријави. Може да има тој што бара, ама ако нема тој што ќе дава, тогаш е поедноставно ја сузбиваме. Тоа е едниот сегмент. И вториот сегмент кој што морам да го напоменам, во рамки на Министерство за внатрешни работи интензивно работиме на процес на дигитализација, каде што на интерните процедури и на внатрешната комуникација, каде што нема да се плаши полицискиот службеник дали ќе напише одредена информација против некој негов надреден, некој локален или регионален мокник или некој државен мокник. Мојца Козмички, експерт за антикорупција и перење пари, смета дека со кампањата 0% корупција, ајде да е вистина, освен што ќе се придонесе за подигање на свеста, ќе има и влијание во градењето доверба во институциите. Во последниве години јавниот дискурс се повеќе се фокусира на коруптивни скандали од висок профил и негативни оценки од меѓународната заедница. Затоа, денес не ви представуваме само уште една кампања. Ви представуваме важна иницијатива која се фокусира на превенција преку подигање на свеста, едукација и активно вклучување на граѓаните во борбата против корупцијата. МВР веќе започна дигитализацијата на граничните премини кои ги смести криминалците зад решетки. Системот One Stop веќе функционира на границите кон Косово, а помогнал бегалци од правдата да бидат фатени. На ист начин ќе функционираат граничните премини кон Србија. Можам да ви кажам дека бројките се солидни во начинот на тоа што откриваме на самите гранични премини. Колку лица по национални или по меѓународни потерници се веќе детектирани и колку лица се изведени пред лицето на правдата на самите легални гранични премини, кои што не беше случај до пред 2 месеци. One Stop веќе функционира на Блаце и на Јажинци. Откако ќе се реализира и на граничните премини со Србија, ќе следува имплементација и со Албанија.